завршува. Месечина. Чичко, тататино, чичко, тататино. Офлеле, здраво би. Буш здраво, Боби, веќе е темно, не треба да сте во пижамчиња малку. Само едно прашање и знаеме. Вечера, туш, заби, пижами, приказна, сон. Сакам јас да го прашам. Добро, ајде, прво ти па јас. Чичко, тататино, зошто месечината свети? Ти реков јас да прашам. Не знаеш ти. Тато, не зошто, туку како. На кој начин свети месечината? Одговорот на прашањето зошто и како свети месечината е ист. Месечината не свети. Ама, Чичко, тататино, ти изгледа треба да одмориш малку од компјутерот. Па како не свети кога неа си свети? Еве, до тука свети. Навистина треба да одморам од екранов, Боби, но тоа не го менува фактот дека месечината, реков, не свети. Зошто е толку светла тогаш? Затоа што рефлектира, одбива, а што? Сончева светлина, Боби. Дали може да ми го поземиш ова јаболко? Може, ако е за кратко. Дојдете тука кај глобусот, Биби. Ти ќе бидеш, на пример, сонцето. Така. Стој таму. Стој, мирна, така. Земја батеријава и вклучија. Чекайте, а јас што ќе бидам? Ти, Боби, со јаболкото ќе бидеш месечината. Како? Прво, знаеме ли што е месечината? Знаеме, месечината е природен сателит на Земјата. Така е, Бибуш, така е. А знаеме ли што значи тоа? Јас за сателити знам. Дека Чичко ми има сателитска антена. Така, значи, така. Не е така. Природен сателит е помало небесно тело фатено во гравитација на поголемо небесно тело. Природниот сателит цело време кружи околу во нашиот пример планетата Земја. Сега јас да кружам околу глобусот? Да. Добро. Ама кој ја наместил месечината да кружи така околу Земјата? Научниците сметаат дека најверојатно пред неколку илјади милиони години се случил судар на две небесни тела и така голем дел од двете тела, од силината на ударот и топлината се споил во едно небесно тело и тоа е Земјата. А остатокот материјали од судирот со тек на милиони години вртење, судирање, спојување се создало уште едно небесно тело и така настанале и Земјата и месечината. Месечината е 4 пати помало од Земјата. Таташ, колку време и треба на месечината да сврти околу Земјата? За да сврти еден круг околу Земјата на месечината и се потребни 28 дена. Затоа ние имаме 12 месеци во годината. Разбирате, месеци. Месечина. 12 се. Затоа што месечината прави 12 круга околу Земјата за една година. Јепи! Чичко, татотино, уште да се вртам со јаболково. Малку како ми се подсврте. По зависност од тоа каде се наоѓа месечината во однос на Земјата и Сонцето, таа добива различни форми. Знам, тато, има цела месечина и полумесечина. Така е. Имаме млада месечина кога нема сонце на неа и е целата темна и не се гледа. Кога е осветлена целата месечина ја викаме полна, а кога Земјата фрла сенка на неа, се прави како мало српче, како буквата С. И таа е полумесечина. Боби, признај голем грис од јаболкото тебало. И многу е близко, нели? А луѓето биле на месечината? Од сите небесни тела, таа ни е најблиску, Боби. Од тука до месечината има 385.000 километри и до неа може да се стигне за 3 дена. Ама со ракета. Во 1969 година американскиот астронаут Нил Армстронг бил првиот човек што стигнал на месечината. Тој пристигнал со вселенското летало Аполо 11.
и бил првиот човек што стапнал на друга планета или небесно тело. Многу е убава месечината. Штета што имаме само една. Да, навистина е убава. И за неа се напишани илјадници песни и приказни. Неизината убавина е опеана на сите светски јазици. Ме, Јас ја дојадов месечината. Да не требаше уште нешто да покажуваш, чичко Татотино? не, на здраве нека ти е, Боби. Значи, месечината е како големо огледало на небото. Сонцето си свети во неа, а таа ја одбива светлината кон нас и ни помага да не ни е темно навечер. Токму така, Бибуш, токму така. Кога сме веќе кај темно и навечер, што се договори? Да. Вечера? душ, зави, пижами, приказна, сон. Јас веќе почнав да вечерам. Изедов една цела месечина. Навистина има многу песни за месечината, да. Еве, татко ми постојано пее една песна со месечина. Ама изгледа само кога го боли грлото. Месечина, месечина, јој, 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 јој. Да, го боли грлото, да.